North Macedonia is. Be North Macedonian, and congratulations to North Macedonia. When bright, talented North Macedonia. Дали има посебна северномакедонска нација? По се изгледа одговорот е да, изумирањето на македонската и раѓање на северномакедонска нација беше и е целта на Грција со потпишувањето на Преспанскиот договор, смета поранешниот амбасадор Јован Донев. За Алфа вели јасно е дека полека оваа целоофицијална Атина си ја исполнува. Доказ за тоа е што и за најголемите светски лидери веќе станавме северномакедонци кои говорат северномакедонски јазик. Грција и денеска не признава постоење на македонска нација, не признава македонски јазик. Тоа ни е кажано, тоа ни е јасно ставено до знаење. Така да таа политика грците планира да се завршат. И за изјавата на Макрон и на Ескобар, па и на бугарите, ако сакате, токму во таа функција. Елиминирање на, како резултат на Преспанскиот договор, елиминирање на македонската нација во политички и во етничка смисла на зборот и формирање на нова северномакедонска нација. Вели веќе не се важни сегашните и минати генерации, туку идните. Кај нив ќе остане домаќинето она кое што го слушаме од светските лидери, односно тие ќе си ја прифатат перцепцијата дека се северномакедонци, ако власта кај нас не преземе нешто на ова поле. Во оваа игра живите генерации, оние што сега се жители на Република Македонија или се македонци, а тие не се ни воопшто важни, важни се новите генерации. Тие што доправа се раѓаат. И затоа вие имате инсистирање на промена на учебници, усогласување на учебниците, формирање на користење на сите инструменти евентуално на државата, ако може да го издржи тоа државата, зашто и ова е нова држава, фактички северномакедонска држава, која што треба да работи на создавање сега на северномакедонска нација. Станувањето на македонската нација северномакедонска не му се допаѓа, ниту на оној кој доведе до ваквиот момент, потписникот на Преспанскиот договор, поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров. Затоа секоја употреба на терминот северномакедонци, освен што е навреда за македонците, е и подривање на Преспанскиот договор. Очигледно е потребен далеку посериозен фокус на нашата дипломатија за овој недвосмислен наратив да се промовира во меѓународни односи и да се превенира оваа појава, бидејќи се чини дека во последниве месеци тоа никој не го работи. Тоа е недозволиво. Она што е проблем е што ретко реагираат македонските власти, министерот за надворешни работи само еднаш го дообјаснуваше Макрон, велејќи дека направил грешка за која се извинил, кога не нарече северномакедонци.